На почетокот на ова петочно издание на вестите за работата на штипските археолози, кои околу 20 дена интензивно работат на археолошкиот локалитет Манастирче во близина на Чардаклија, односно во близина на трасата на новиот експресен пат Штип-Кочани. Откриен е сакрален објект кој потекнува од средновековниот период. Интензивно се работи на археолошкиот локалитет Манастирче, кај штипското село Чардаклија, во близина на трасата на новиот експресен пат Штип-Кочани. Штипските археолози открија сакрален објект од средновековниот период. Сепак постојат индиции дека во темелите постои постара градба. Пронајдената градежна керамика укажува на градба која потекнува од доцно античкиот, односно византискиот период. Наодите, нумизматичкиот материјал не упатува дури на втората половина на 4 век. Исто така градежната керамика, значи зборувам за првичниот материјал, градежната керамика е исто така од рано византиски период, доцна антички, меѓутоа опусот на градење на вториот објект кој што е поставен врз него е малку подоснежен, значи средновековен, со попосен малтер и самиот опус на градење. И исто така имаме, значи, со материјал нумизматички дури до временски период. Овој пустински предел во близина на Чардаклија е богат со археолошки наоѓалишта. Покрај трасата каде што ќе поминува експресниот пат се наоѓаат уште 3 локалитети. Со поставувањето на самата траса на експресниот пат, во близина се наоѓаат 3 поголеми локалитети, како што е Лозен градиште во Горни Балван и Клетовник до Крупиште, меѓутоа тие се малку подалеку од трасата и според правилата таму се врши само надзор на трасата. Истражувањата на локалитетот Манастирче се финансирани од Агенцијата за јавни патишта. Предвидена и целосна конзервација на овој сакрален објект. Вчера вечер средба со штипјани од населбата Сењак оствари кандидатот за градоначалник на општина Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев. Друштво му правеше Антонио Милошевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Кандидатот за градоначалник на општина Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев заедно со Антонио Милошевски реализира средба со граѓаните од Штип во населбата Сењак. Во Штип имаме градоначалник кој што е истакнат во својата општина и е познат воркохолик. Човек кој што работи од 6 на сабајле до 9 на вечер. Гледаме дека владата на Република Македонија, предводена од Заев и сите министри, се последниве денови во Штип и се борат против Илчо Захариев. И Оливер Спасовски, и Никола Димитров, и министерот за земјоделие, и премиерот, и разни олигарси кои што се во Штип и околината влијателни со финансиски средства. Мојата прогноза е дека Илчо Захариев како поединец заедно со народот на Штип ќе победи целата влада во недела и ќе имаме прилика да му честитаме. Захариев е убеден дека во недела штипјани знаат за кого ќе гласаат, затоа што го сакаат Штип и сакаат Штип да напредува. На мене не ми е противник малиот Бочварски. Значи јас си имам работа, знам со кого се имам, тоа е со целата државна машинерија, начело со премиерот Заев, со сите негови министри, со сите негови заменици министри, директори во третиот ешалон, со целокупниот потенцијал на Министерство за внатрешни работи кој овие денови врши тортура комплетно на нашето членство, на нашите председатели на местни комитети, упаѓаат кај директорите на јавните предпријатија, нормално со налози на јавното обвинителство. Таков притисок не се памти во историјата. Си поставам прашање зошто тоа го прават и дојдов до сознание дека сепак си имаат работа со сериозен противник, а тоа е Захариев Илчо. Си имаат работа со сериозен град, тоа е градот Штип и пред се со граѓаните на Штип кои знаат да препознаат што значи Захариев во неговиот 35 годишен работен стаж во овој град, а што значи семејството Бочварски во овој град. Нема сила што може да го промени ставот на нашите штипјани дека ќе гласаат за бројот 13, тука нема дилеми. Нема сила што ќе ги уплаши граѓаните на Штип да не излезат да гласаат. Нема притисок што граѓаните Штип нема да го издржат. И нема пари со кои тие можат да ја платат победата и повторно да направат изборен фалсификат. Во разговорите со граѓаните Захариев и Милошевски ги презентираа идните чекори на ВМРО ДПМН за реализација на проекти кои ќе го носат Штип напред.
Како што е познато, вечерва на полнок стапува во сила изборниот молк, а во меѓувреме ги регистриравме денешните активности на кандидатите за градоначалник на Штип, како и на политичките партии. На денешната пресконференција, кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски уште еднаш ја побара поддршката од штипјани, а ги презентираше и проектите зацртани во неговата предизборна програма. Гасификација, изградба на аквапарк, изградба на брана на реката Отиња се само дел од проектите со кои Штип ќе добие урбан и модерен лик, рече Бочварски. Излеговме со честна понуда и искрен пристап. На граѓаните им понудивме големи проекти, со кои градот Подисарот ќе добие нов софистициран и урбан лик, рече на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски. Зборувавме за изградба на брана на реката Отиња, проект кој што ќе стане реалност во наредниот период. Понудивме проект за гасификација на нашиот град, што значи 20 км гасификациона мрежа во нашиот град, која што ќе изградиме за 4 години. Зборувавме за за изградба на модерен аквапарк во нашиот град со отворен и затворен базен, кој што ќе даде нов квалитет на нашиот град. Зборувавме за намалување на цената на водата за 10%, намалување на сметките за смет за уште 10%. Бочварски уште еднаш ја побара поддршката од штипјани. Им порача во недела масовно да излезат и да гласаат за бројот 19. Тоа ве повикувам сите мои сограѓани штипјани во недела на вториот круг на овие локални избори да излезете масовно, храбро, решително и со кренати глави, да одадете вашиот глас за бројот 19, за Социјалдемократскиот сојуз и целата наша голема коалиција. Нови локални избори во првиот круг според податоците на Државната изборна комисија, Захариев го победи Бочварски со само 36 гласа. За Захариев гласале 13.966, а за Бочварски 13.930 штипјани. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Штип Илчо Захариев денеска своето обраќање пред штипјани го имаше од уреденото корито на реката Отиња. Тој на штипјани им порача да гласаат за непокорен и слободен Штип. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Штип Илчо Захариев во своето последно обраќање пред изборниот молк, кој почнува од вечерва на полнот, на штипјани им порача дека сочувствува со нив и жали што буквално во кампањата за вториот изборен круг биле окупирани со над 150 припадници на Министерството за внатрешни работи, а како што рече, Штип ја изживеа својата катарза. Притисоци, закани, уцени, тортура беше наше секојдневие. Нешто кое мислиме дека одлика на минати времиња и векови. Во 21 век, почитувани мои штипјани, силата е во вас, во народот, во вашиот глас. Глас за слободарскиот Штип. Штип имал автономија и во Турско. Се уште одекнуваат песните на славните војводи од Ново село. Камениот мост сведок на борбата на штипјани за слобода. Тврдината на Исерот и алејата на нашите великани партизани не заборав, кој постојано не подсетува за непокорот кој живее со векови, тука, покрај водите на реката Отиња Брегалница. Захариев истакна дека штипјани го познаваат и тој нив ги познава. Порача да ги доврши заедно со граѓаните на Штип започнатите проекти и дела. А во недела на 29 октомври, како што рече, за непокорен и слободен Штип заокружете го бројот 13. Жестока беше политичката кампања пред вториот круг на гласање за локалните избори 2017 година. Политичките партии на терен се бара поддршката на граѓаните за освојување на повеќе гласови во трката за избор на градоначалник за Штип. И СДСМ и ВМРО ДПМН денеска одржаа пресконференција. Политичките партии со засилени кампањи пред изборниот молк се бара поддршката на граѓаните за повеќе освоени гласови. На прес СДСМ ги повика штипјани во недела да излезат на гласање и да ја дадат поддршката на кандидатот за градоначалник за Штип од СДСМ Благој Бочварски. Штип најскапо ја плати цената на деспотското владење на Илчо Захариев, но времето на деспотизмот заврши. 4 години на Илчо му беа најважни парите за собствениот джеб, а не интересите на граѓаните на општина Штип. Кога некој не може да се соочи со вистината, со неистомислениците, со собствениот народ, тој не е достоен да биде татко на градот.
Неистомислениците тој ги бркеше од работа, им спушташе телефон и одбиваше секаков контакт. Гласот за Илчо Захариев е пропаднат билет во неговата трагикомична представа. На репертуарот моите сограѓани имаат човек кој ќе застане за секој без разлика на која политичка партија, организација или врера припаѓа. Со заокружување на број 19 на 29 октомври во недела, трагикомичната представа на Илчо ќе премине во монодрама без ниту еден купен билет од луѓето. Штип има иднина, има доблест и храброст. Штип и граѓаните во недела ќе се одважат и тие самите ќе го донесат животот во градот. Прес одржај ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е политичка опција која има честни намери за иднината на граѓаните и се бори исклучиво со дела. Нашиот кандидат за градоначалник Илчо Захариев со својот минат труд има доволен кредибилитет кај граѓаните и сето она што досега го направил за општината. Докажува дека после инфраструктурната експанзија на Штип му престои реален развоен период. Овој пат свртен кон поинакви видици кои носат подобар живот за граѓаните. Уверен сум дека 29 октомври ќе биде ден кога граѓанинот ќе го избере оној кој го почитуваше неговото достоинство во текот на целата изборна кампања и секако оној кој му нуди реални ветувања. На пресот на СДСМ со писмена реакција од ВМРО ДПМН. Нема крај на црната кампања на СДСМ. Почитувани со граѓани се најдеа селеџиите и бившиот борач Тодоров да го валкаат ликот на Илчо Захариев кој ја промени сликата за Штип и направи проекти кои се од интерес на сите граѓани. Каков успех имат зад себе борачот Тодоров, освен ако не го смета за најголем успех тоа што си направи дивоградба куќа. Зарем тој и таквите слични на него ќе зборуваат за оно што направил човек кој 35 години творил во овој град. Се што кажа Тодоров е обична клевета и лага, а судејќи според напишаното кое наликува на писмен состав на ученик во 7 оделение, јасно е дека СДСМ се плаши од пораз и има се поголем страф од најуспешниот градоначалник на Штип, стои во реакцијата од ВМРО ДПМН. Тема на пресконференцијата на Општинската организација на социјалдемократите од Штип беше директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев за поднесена кривична пријава од полицијата. Сето она на што укажувавме, предупредувавме во текот на изминатиот месец се потврди точно. Вистината е како шило, што би рекол еден деспот. Денес, од наши извори, против директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев, полицијата поднела кривична пријава според член 162 од изборниот законник, што се однесува на подкуп на гласачи и изборна измама. Директоре Бојаджиев, ве предупредивме да не ги манипулирате луѓето, да не газите врз нивното достоинство, да не уценувате и заплашувате. Залудни се вашите напори да си ја спасите собствената кожа. Ги малтретиравте вработените деноноќно да ги исполнуваат вашите партиски агенди. Време е да си превземете одговорност. Ти, Ангел Бојаджиев, и твојот ментор Илчо Захариев најверојатно ќе завршите во затвор. По 29 октомври вестината доправо ќе излезе на виделина. Почитувани граѓани, заврши времето на притисоци, уцени, закани и манипулации. Доаѓа ново време каде што секој сам ќе си ја креира својата иднина, а не да биде име од нечие тефтерче. А еве го во продолжение и одговорот од директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев на денеска одржаната пресконференција на штипските социјалдемократи. Ова партиско злоупотребување на државните институции некако стана пракса за СДС, откако ја презеде централната власт. Во врска со сите дезинформации кои се презентирани на штипската јавност од страна на СДС, ние како ВМРО ДПМН ја предупредувавме јавноста дека ќе се случат. Имено, на еден наш прес предупредивме дека полицијата вршела притисок врз вработените на јавните штипски предпријатија, така што биле повикувани во полицијска станица и заплашувани дека било сторено наводен криминал.
Денешната кривична пријава е само доказ дека полицијата е алатка во раците на така наречените ослободители на Македонија и со денешната кривична пријава се продолжува трендот на заплашување на кадри од ВМРО ДПМН. Така се случуваше и со неоснованата кривична пријава против градоначалникот Илчо Захариев на ден пред изборите, така е и со денешната кривична пријава, која служи само за заплашување на народот, бидејќи знаат дека во Штип победува нашиот кандидат за градоначалник. Затоа уште еднаш ја охрабруваме штипската јавност да не верува на овие лажни и неосновани кривични пријави и во недела да гласа за човекот кој знаат дека достоинствено и почтено работи за сите граѓани на Штип. Привршува кампањата за вториот изборен круг, а во текот на утрешниот ден ќе гласаат вкупно 138 болни и изнемоштени лица, но и осудениците во затворот во Штип. Општинската изборна комисија е подготвена со избирачките одбори да ги спроведе изборите на 29 октомври во фер и демократска атмосфера. Општинската изборна комисија Штип го доби доверливиот и недоверлив материјал за гласањето во вториот круг на локалните избори за избор на градоначалник на општина Штип. Председателката на Општинската изборна комисија Сенка Андреева вели дека според избирачкиот список во Штип право на глас има 42.083 граѓани. А имаме некаде околу 138 болни. За разлика од првиот круг имавме 88, сега имаме плюс 50. Така да со болните почнуваме од утре, почнувајќи од 8 часот па надалje. Сите избирачки одбори кои имаат дојавено луѓе дека имаат болни во својот состав, значи ќе одат, ќе гласа според протоколот и правилникот на Државна изборна комисија. Утре гласа и затворот, значи КПД. Сето тоа ќе биде како што беше првиот круг, ќе биде и сега. Андреева порача дека очекува штипјани да гласаат во фер и демократска атмосфера. Во продолжение на петочниот дневник, збор 2 за единствената екзистенција на поголемиот број на граѓани на рударска македонска каменица. Рудникот Саса постигна рекорд во безбедноста, 365 дена без повреда на работното место. Вработените и менаџментот на рудникот за олово и цинк Саса одбележа значајно достигнување, 365 дена без повреда на работно место. Предходниот рекорд, регистриран во изминативе 11 години од рестартирањето на рудникот, изнесуваше 210 денови. Горди сме на нашите вработени за ова достигнување, со кое Саса е чекор поблиску до најдобрите практики во оваа област на глобално ниво. Тоа е резултат на посветеноста на сите вработени во издигнување на безбедноста како највисок приоритет во компанијата и на напорите за континуирано унапредување на стандардите, процедурите и односот кон безбедноста и здравието при работа. Изјави генералниот директор на рудникот Саса Нил Стивенсон, потенцирајќи дека компанијата и понатаму ќе продолжи да вложува значајни средства, енергија и знаење, со кои ќе се обезбедат предуслови за безбедна и здрава работна средина. Безбедноста при работа и здравието на вработените е приоритет во рудникот Саса. Тоа е област на која што сите ние работиме максимално посветено. За да го постигнеме тоа, ги имплементиравме најстрогите меѓународни практики и стандарди, вклучувајќи го и системот за управување со безбедноста и здравието при работа, со што сме единствен рудник со ваков сертификат во регионот, вели раководителот на службата за безбедност при работа во рудникот Саса Митко Николовски. Вложувањата во сегментот на безбедноста и здравието при работа во рудникот Саса заземаат значајно место во вкупните инвестиции во модернизација на рудникот, кој во изминативе 11 години надмина 65 милиони евра. Во тие рамки, помеѓу останатото, секој вработен е обезбеден со комплетна лична заштитна опрема. Се организираат редовни обуки за сите вработени на теми од областа за безбедноста и здравието при работа. Воведени се задолжителни редовни медицински прегледи на сите вработени. Формиран е диспечерски центар за континуирано следење на состојбите во рударските јами и останатите постројки. Целосно е опремена амбуланта со постојано дежурство на медицинско лице, како и санитетско возило со комплетна опрема. 55 годишен Свети Николчанец загина во сообраќајна несреќа на патот Куманово Свети Николе. Излетал со возилото од патот и удрил во дрво.
Уште една жртва во сообраќај на несреќа на патиштата на истокот, утрово околу 7 часот и 45 минути на регионалниот пат Куманово Свети Николе. Во сообраќај на незгода животот го загуби 55 годишен светиниколчанец. Управувајќи патничко моторно возило Голф со штипски регистарски таблички, излетел од коловозот и удрил во дрво, починал на лице место, информира од ЦВР Штип. Смртта ја констатирала лекар итната медицинска помош во Свети Николе. Увид на местото на незгодата извршила увидна екипа од Свети Николската полициска станица, вели Гордана Панајотова, портпарол во СВР Штип. Несреќниот Свети Николчанец е втора жртва во сообраќај на несреќа оваа недела. Во саботата животот го загуби 29 годишен возач од Кочани, кој со возилото излетел од коловозот на улица и удрил во дрво. Со последниве две бројот на жртви во сообраќајни незгоди на подрачјето на СВР Штип се искачи на 28 загинати лица, од кои 8 страдаа на патиштата овој месец. Убавото есенско време овозможи на градскиот пазар во Штип во текот на целиот ден да биде раздвижено. Штипјани пазаруваа вообичаено за цела седмица, а пазарџиите и овој пат задоволни од прометот. На градскиот пазар во Штип денес раздвижено цел ден. Сонцето граѓаните ги мамеше да пазаруваат вообичаено за цела седмица. Пазарџиите целите не ги променија. Карфиол 25, краставичка 40, патиџан 30, краставица 30, зелка 20 кг, пипер 30. Пасете на гроздо е 50 денари, на фафаронката е 50, крушата е 80 денари, томато е 40 денари, краставицата е 40 денари, кареншонот 35, јаболката 35 денари, модиот 10 денари парче, пиперката е 30-40 денари парче, зелката е 30 денари парче, карфиолот е 30 денари кило. Граѓаните велат, Штипскиот пазар има богат избор, има производи за секого и за секој џеп. Изборот е за сите потреби има и на кој што му треба, цените не ги гледа, квалитетот е битен. Имате ли порачки за некој да купите освен за дома? Имаме само за дома. Се е свежо. Не сте дома на доматинката? Од се по нешто. Има многу голем избор и задоволни сме од пазарот и од цените. Интерес за здрава храна граѓаните редовно покажуваат. Пекинната селата е 50 денари, блитвата 20, руколата 20, магдалосот 10 денари, цвекото е новото 40, старото 30, броколта 100 денари кило, бјумберот 250, тиквата 10 денари, пашкинати имам од 5 денари до 20 денари и целерото е 50 денари. Тиква, стара тиква за банана 20 кило. И денес на градскиот пазар во Штип најмногу се купува актуелните производи за овој период од годината. Кон крајот на вестите следи спорт. Пораз во Штип на екипата на Астибо во првиот надпревар од 6-тото коло на првата футсал лига на Македонија, а вечерва домаќин ќе биде и вториот штипски прволигаш, тимот на Мал Ајакс. Играчите на Астибо се горе во желбата да го победат големиот фаворит тимот на Велес. Штипските фудбалери наметнаа жестоко темпо и веќе во почетниот период од играта постигнаа 2 гола и победа со резултат 2:0. Но како одминуваше времето, гостите од Велес се стабилизираа, заиграа поагресивно и го изравнаа резултатот на 2:2. Во финишот на првото полувреме домашните играчи не реализираа идеални позиции за гол, за да во контрнапад играчите на Велес постигнат уште 3 гола и на одмор се отиде со резултат 2:5. Во вториот дел играчите на Стиво се трудеа да го намалат водството на Велес, постигнаа нови 2 гола, но и премија 3. За конечен резултат на Стиво Велес 4:8. Вечерва со почет околу 17 часот и 30 минути во спортската сала на Основното училиште Тош Арсов на програмата ќе биде уште еден меч од ова 6-то коло, во кој ќе се сретнат екипите на Мал Ајакс и на Кратово. Фудбалските второлигаши од групата Исток утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од 10-тото првенствено коло. Екипата на Брегалница ќе биде слободна, а паузата ја искористи за одигрување на пријателски меч со третолигашот Китго Пехчева. Фудбалските второлигаши утре сабота на програмата ќе ги имаат надпреварите од редовното 10-то коло. Поради сврлањето на тимот на Хоризонт Турново, екипата на Штипска Брегалница во ова коло ќе биде слободна.
Ова пауза Брегалница вчера искористи со одигрување на пријателски меч на градски во Штип со екипата на третолигашот Кит Го Пекчево. Ова беше младост, тренерите Драга Христовски и Трајче Сенев да ги испробаат и да им дадат шанса на скоро сите играчи со кои располагаат. Гостите од Пекчево со голот од Трендафило победа со 1:0 и со тој резултат се отиде на одмор. Брегалница со голот што го постигна Христов го изедна резултатот на 1:1. Победоносниот гол за конечен резултат Брегалница Кит Го Пекчево 1:2 го постигна Марти Стојанов во финишот на средбата. Еви ги двојките за ова 10-то второлигашко коло. Тиквеш Беласица, Борец победа во Ландово, Каменица Саса Плачковица и Кожув Осогово. Брегалница рекордно ќе биде слобода, но резултатот ќе биде 3:0 службено. Сите натпревари ќе се одиграат во сабота 28 октомври со почеток во 13 часот и 30 минути. Фудбалските третолигаши од групата Исток утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од 9-то коло, во кој најинтересно ќе биде во Пехчево, каде што ќе се сретнат екипите на Китго и Кежовица од Новосела. Поради изборниот ден во недела, третолигашите од групата Исток со надпреварачкиот дел се селат во сабота, кога ќе ги одиграат надпреварите од редовното 9-то коло. Во ова коло ќе има интересни двојки, а секако влијанието на фудбалската јавност ќе биде насочено кон средбата помеѓу екипите на Китго Пекчево и на Кежовица од Ново село. Тимот на Китго вчера на градски во Штип во пријателски меч ќе победи Брегалница со резултат 2:1 и во добро расположение го очекува и ова е надпревар пред младиот тим на Кежовица. Еви ги комплетните парови за ова 9-то коло. Слога 1934 Брегалница Голак, Овчеполе Малеш, Рудар 1947 Зрновка и Китго Пекчево Кежовица. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 28 октомври со почеток во 13 часот и 30 минути. А за исходот од овие најавени надпревари гледајте и слушајте во утрешните информативни емисии на Ирис телевизија. Од мене пријатна вечер и убав викенд.